Благодарам, подпредседателе. После митингот кој што го одржа премиерот во заминување, редно е да се вратиме на вистинските теми кои што го мачат оплячканиот, осиромашениот народ од оваа само наречена европска влада, која што до толку го девастира владењето на правото и го украде македонскиот народ, што и хвалоспевите кои што ги кажуваат на говорница не можат да го побијат податокот дека добивме од Европската унија најлош извештај за последниве 30 години. Па колку и да си се фалите вака сами себе, податоците кажуваат сосема нешто друго. Имам 3 прашања. Едното е до министерката за труд и социјална политика, а другите 2 се до министерот за внатрешни работи. Негов проблем, нивни проблем. Јас ќе ги поставам прашањата. Веќе со месеци пензионерите во Република Македонија, нашите дедовци, баби, протестираат, мајки и татковци протестираат и излегува најупорните протестирачи и демонстранти за своите права, и тоа, замислете, право на достоинствен живот. И долго време ги лажеа од оваа така наречена, односно само наречена европска влада, што министерката нели правеше театар пред јавноста дека еве преговараат со нив и договараат покачување на пензиите, за да пред неколку дена излезе таа лага голема со опашка дека практично нема ништо од тоа, но се уште важи мантрата на дотичната министерка дека ќе ги покачи пензиите на нашите сограѓани. Мене ме замолија пензионерите, групите кои што протестираат, во име на нив сите, значи на сите пензионери, иако имаат тука колега, представник кој што вели дека ги представува сите пензионери во Република Македонија, да поставам прашање и конечно да се разреши дилемата за покачувањето на пензиите, за кои што пред малку слушнавме, но тоа не е покачување вистинско. Да го поставам вистинското прашање, прво до кога ќе ги лажете и нели ви е срам за ваков недостоинствен живот кој што го живеат пензионерите, а тие не живеат сами, издржуваат цели семејства, ги издржуваат некаде и нивните деца, дури нивните внуци. Парите кои што ги давате со инфлацијата која што е моментална, не може да им помогне лековите да ги купат, а не пак да го покачат својот стандард. Така да единственото прашање до министерката ми е кога и колку ќе ги покачите пензиите на пензионерите во Република Македонија, и секако при тоа не мислам на овие предизборен подкуп мерки кои што ги кажувавте сега пред малку од страна на премиерот и кои што се фалевте дека ќе бидат само 6 месеци или 5 месеци. Системско решение им треба. Во разговор со нив, а имаше и една објава во медиумите пред известно време, но тоа некако не допре до соодветните институции, дека голем број на косовски државјани кои што не ги исполнуваат условите за државјанство во Република Македонија, примаат пензии од Република Македонија и се лечат во здравствените установи на Република Македонија, исто како да се жители на Република Македонија. Јас како пратеник немам многу алатки за да го истражам овој момент. Преку парламентарниот институт побарав едно истражување по однос на законската легислатива која што е кај нас и во Република Косово, речи си да е иста, но само се разбира многу подоцна ги имаат донесено законските решенија, и само ќе споделам еден момент од ова истражување, доколку сака министерот можам и да му го оставам. Значи, според истражувањата од 2021 година од страна на Европската мрежа за социјална политика, која се однесува на проценка на адекватноста на пензијата во Косово,
Остварување на пензиите во однос на одржувањето на приходите е слабо. Повеќе од 70% од пензионерите добиваат приход во вредност од 21% од просечна нето плата на пазарот. Адекватноста на пензиите ќе се намали во иднина доколку не се покачат пензиските придонеси и доколку не се зајакне пензискиот систем. Ова е забелешката по однос на споредбата што имаме направено нашето законодавство и нивното законодавство. Друга алатка која што ми остане, која што ја искористив, беше прашање од информација од јавен карактер. Добив одговор од Министерството. Моето прашање беше колку државјани за извесен период имаат добиено овој државјанство и ми одговоривте, во кој што најголем процент се државјани од Република Косово. Јас немам друга алатка како ова да го истражам, а верувајте, пензионерите се погласно и погласно тоа го зборуваат. Дали, значи, моето конкретно претеничко прашање до вас е, дали како Министерство правите некаква истрага во врска со овој случај, граѓани од Косово на нелегален начин да добиваат пензиско и здравствено осигурување во Република Македонија? И третото прашање е, почитувани колеги, почитувана извршна власт, веќе 5 дења го нема девојчето Вања. За жал, морам да констатирам дека кога отвараме на страната, не е само Вања, имаме над 50 исчезнати лица. Јас искрено се надевам дека Вања ќе биде пронајдена. Апелирам тоа да го правиме сите, и медиуми, и сите како поединци, но прашањето ми е, ако во Дебар Маало ви исчезне во сред бел ден пред кафич Брос и Силбо, кој што е центар, срцето на Скопје, каде што имам голема фреквенција на луѓе, ако тамо безбедноста не е добра, тогаш што да се очекува на некои други одредени места? Се почесто гледаме вести дури на напад на полициски станици, на полицајци. Се почесто имаме вести на млади кои што им носат оружја, ладни оружја, и нормално е јавноста да е вознемирена и да очекува од оној кој што е најодговорен за безбедноста на граѓаните да го покачи нивото на безбедност, но и да информира јавноста до каде со одредени случаи. При тоа не велам дека треба да се изнесуваат случаи каде што ќе наштетиме на истрагата. Значи, да го формулирам моето трето прашање, дали ќе зголемите безбедноста на граѓаните а особено на децата, во Скопје, но и во Република Македонија, и кога мислите да информирате крајно вознемирената јавност за состојбата со видео надзорот, така наречен Safe City, и другите мерки за надзор и контрола, дали воопшто се во функција, дали работат? Ви благодарам.